вашата теорија на случај слушнавме, нели, внатрешно и во изјава. Да, јас кажав нашата теорија на случај дека обвинителството нема случај. Дека кај него зидовите зборуваат, доказите молчат и дека секојаш сензацијата е пред презумпцијата кај обвинителството. А би требало да биде обратно. Малку да биде на прво место презумпцијата, а после тоа сензација во јавноста, а пред да се излезе со некои тврдења, да се обезбедат докази, а не да ги бркаме доказите сега во судница. Фино ви објасни обвинителката дека обвинувањето за прикривање на имот и незаконито стекнување е поврзано со коруптивни дејствија, арно ама одговор и на 500 пати ваши прашања, нема кој е таа коруптивна сделка, кој е тоа примен подкуп, кој е тоа предмет, кој е тоа лице. Сега ќе, затоа и кажа во судница, ќе се обиде обвинителството со еден театрален пристап на холивудски филм, со ти реков ми рече, како што многу пати во предметите се случува, да докажува нешто за што треба да има доказ. Доказ за судот во изминативе 30 години е секојаш потврда за одземени предмети и не постои исклучок од тоа правило, дека оној од кого се одземени предметите е собственик на тоа што му е одземено и дека бил казнет ако има кривично дело. Во конкретниот случај ќе чуете во текот на постапката од кого се одземени предметите, за кој упорно се тврди дека се на судијата по принцип, ако е нешто најдено кај твоите родители, мора да е твое, нешто што е далеко од вистината. Така да, ќе се судрат две теории на случај, па ќе видиме што судот на крај ќе размислува на кого ќе поведе. А побаравте и некакво вештачење за ДНК анализа? Имаме побарано од судска медицина, ДНК вештачење, судска медицина прифати и во теке ги бараме. Ама сега истото вештачење пак ќе се прави? Нормално, со тоа што ќе го прави сега еден друг орган, затоа што вие имате орган кој ви поднел кривична пријава, ги направил и доказите. А кој го направил? МВР, одделот за форензика. Добро. Кој МВР и подносител на пријавата за обвинителство. А сега ви од судска медицина ќе барате? Ќе го прави тоа вештачење. Има многу, ако слушнавте, забелешки на доказите кои што се обезбедени и начинот, процесен начин на кој доказите се обезбедени, тоа во текот на постапката ќе го докажуваме. Наречено е, значи, побарано е финансиско вештачење, кој е при крај, побарано е графолошко вештачење, кој обвинителството не го направило, што е многу сомнително, затоа што во сите кесички во кои се најдени парите и алуминиумските фолии, постојат бројки испишани во секоја кесички да утврдиме чиве таму ракописот, а интересно е што обвинителството, а тоа не ви го кажува, ги манипулирало доказите во смисла ги извадило од кесичките после 3 месеци, ги предало парите на Агенција за одземен имот во месец март, па си ги вратило фолиите кои во месец април ги вештачило. Малце сомнително, ама тоа ќе го видите од обвинителниот акт и доказите кои токму обвинителството ви ги дава. Подредни броеви имате таму кога се предадени парите, кога е извршено вештачењето, кога се земени брисовите, како е чуван материјал, сето тоа ќе го чуете во текот на судењето од судска медицина и експертите на судска медицина. Очекувате ли фер и транспарентна и непристрасна постапка со оглед на тоа што судиката заедно со вашиот клиент биле во совет кој што одлучувале заедно, сега се во позиција едниот да судија, другиот да биде на обвинителна клуба? Ние не побаравме земање на судијата и веруваме во непристрасноста на судот. Ние не бевме тие никои што побаравме земање на апелациониот суд, па не тера да патуваме до Штип за решенијата за продолжување на притвор. Тоа беше самото судство, ако самото судство сомнева во себе, одбраната не може ништо да му помогне. Елена, ти го... Чекај бе, Елена, Не, барем не на функција судја. Фактички вие сакате да ги побиете двете вештачења на обвинителството и графолошкото и на Не, обвинителството нема графолошко вештачење. Дактилоскопското вештачење не покажува било чиви оттисци, што е многу чудно. За вештачењето на ДНК профилите ќе објасни судска медицина начин на одночување, има таму процедури и стандарди, па ќе разговараме околу тоа.
а интересно е графолошкото што е направила. Зошто не знам и зошто нема вештачење на ДНК профили и отисоци на самите пари, и тоа не е јасно, немаме одговор. Ќе треба обвинителството да врши. Во однос на материјалните докази, разбрав дека имате потврда за потекол на парите? И другото, затоа е финансиското вештачење, кое што ќе објасни. Ние правиме две финансиски вештачења, ако не сме должни. Едното финансиско вештачење е за имотот на родителите на обвинетиот, другото е за имотот на обвинетиот и неговото семејство. Ќе ги чуете бројките, цифрите, вештакот ќе објасни